Денес оправданието за агресијата на руската јавност е представена како неминовна денацификација на Украина и враќање на античка Русија, термини кои мене лично ме застрашуваат. Со терминот денацификација се означува сојузничката иницијатива за ослободување на германското и австрийското општество, култура, вечна економија, искуство и политика од националистичко влијание, но тоа е завршен процес, зарем во современа Украина вера на глобализацијата и мултикултурно општество обстал национален социјализм. Значи се прави денацификација на едно општество кое што пропагира нешто што нацисти го правеле за време на Втората светска војна. И знаеме цените во на колегата и јас не можам да спијам после мојата посета на Аушвиц и Биркенау, особено Биркенау и таа луда замисла за со капацитет за горење за 25.000 луѓе на ден. Идејата била да се изгори на некој начин Русија и Словените, да се насели чиста раса и за жал овие кои што тогаш биле цел сега станува исти. За време на Гладоморот оправданието е декулатизација на богатите селани и незините извршители, како за засилување на комунистичката економија и победа над недовербата во советскиот систем од светот и доказ за неговата сила како единствен систем што произведува висока храна. Наборно прослани во плодни степи, наместо полни со житви и плодови, биле прекриени со човечки изглазнати и изморени тела. Наборно немало кој да работи на полињата, подписано за дозволувани лица од другите краишта на тогашниот Советски сојуз. Дали вече скројам во главата на Сталин се разликува од оној договорен на Варшавската конференција близу Берлин, што представува раст на хигиена и обезбедување на простор за живење, на нивната самопрогласена чиста раса со систематско истребување на цели народ. Дека целта не била само насилна колективизација и јакање на комунистичката економија, зборуваат податоците што во исто време биле уапсени десетци илјади украински учители и интелектуалци и биле отстранети сите книги напишани на украински јазик од училиштата и библиотеки. За жал денес повторно украинските житници се полни барот и човечки тела наместо жито, повторно доселување на руски војници, за разлика од минатото, сега има и силен вооружен отпор на украинскиот народ и подршка на светската демократска јавност. Јасно е дека декулатизацијата и денацификацијата се параван за вековниот руски обид за деукраинизација на земјата. Мирот е доблест на цивилизацијата, војната е нејзино злосторство, велел писателот Виктор Иго. Зошто злосторството не идува на подршка во руската јавност? Тоа е оно прашање што мене ме измачува. И покрај цензурата во време на социјални медиуми и многу современи комуникацијски платформи и технологии, злоделата се секогаш достапни до нив. Зарад погледот на невино дете не може да потекне емоцијата кај и каде се добрите луѓе. Како што велел американскиот претседател Џими Картер, војната понекогаш е неопходно зло, колку и да е потребно секогаш е зло, којаш добро. Нема да научиме како да живееме заедно во мир, убивајќи ги децата. За секоја голема трагедија со која се соочува човештвото, науката постојано бара одговор за тоа зошто се јавува декуманизацијата. Што се случува во човечкиот мозок, за да другиот го смета за помалку човек и со што се оправдува неговото зверско однесување, при тоа не предизвикан од никаков непријателски акт. Во тогашниот Советски сојуз, Гладоморот станал забраната тема и покрај изгушувањата на украинците и сите докази за наделата, дури во 2007 година Европскиот парламент го признае Гладоморот како геноцид од цели 70 години. Како народ и ние паметиме геноцид, може не во толку фобено време на војна, но не верам дека некојаш ќе дочекаме да признаем. Признанието не носи утеха на денешните генерации, минатото не може да се врати, младите се по неедината. Но за жал, признанието е победа на гласноста на добрите луѓе, бидејќи оние кои не го паметат минатото, се озбудени да го повторуваат. Тоа го видовме во случајот со Украина. Со поддршката на Украина и со нашата гласност, предоставуваме за заштита на украинските деца, бидејќи ние сме глас против војната, против невините, војната против децата. Светот бил многу тирани во историјата, по својата моќ се чинеле непобедливи, но како проучува историјата, паметам дека на крајот тие секогаш падаме. Се надевам дека ќе победи разум на добрите луѓе, каде и да се, ќе се срушат тираните во името на украинските деца, во името на нашата иднина, но и веднаш да работат, да изградиме систем во општество во кое децата нема да бидат повеќе мети, ниту жртви на вооружените конфликти. Слава Украина!